Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дами и господа. It is a night of marathon of information, as Dragan Ivanov. Значи, Драган Иванов ова вечер ви представи еден маратон од информации. So I do believe that our brain has limited power of Но assimilation. знам дека нашиот мозок е ограничен со примање на But I информации. will try to share with you this part of the subject which is complementary to his subject. Ќе се обидам вечерва, значи да го представам овој предмет кој што е сличен, односно се надополнува со неговиот. I had a chance to talk to interact with the best media entrepreneurs in America, the guys that own satellites, TV channels, and they are making big money on that. So yeah, I interacted with them. I had a chance to, you have chance to Значи talk. имав прилика да разговарам со луѓе кои што, знаете, луѓе од медиуми, специјалисти за таа област. They make big money on media. Тие прават, значи, големи пари од So a медиумите. journalist addressed a question to one of these Че guys. еден од новинарите им упатува прашање на How much, sir? You live on TV. You make money on TV channels. Значи, господине, вие едноставно заработувате пари од телевизиските канали. How much time do you spend in TV? Which is your favorite channel? Колку време поминувате на телевизија? Кој е ваш омилен канал? You know what he answered? Знаете ли што одговори? Do you think I'm stupid? Што мислите, зарем јас сум глупав? I have a life to live. Имам живот пред себе да I живеам. don't watch TV. Не гледам телевизија. Wow. So the guy is making multi-billion dollars industry in America. Значи, овој господин заработува милиарди долари на оваа On индустрија, you and me. на вас, на мене. But he doesn't watch that stuff. Меѓутоа, тој тие работи не ги гледа. You know, we are dealing with a phenomena which is couch potato Значи, си generation. имаме работа со еден феномен, така наречена кауч You генерација. know, if it happens that a father or the mother will interact with this young lady, Значи, ако се случи да мајката или таткото на оваа девојка ја прекине во you гледањето, know what is the reaction? знаете ли каква е реакцијата? Hello, are you here? Тука ли си? And she says, uh-huh, Аха. but she's there. Меѓутоа, она е таму, не Hey, е тука. can you help me in the kitchen to wash dishes? Може да ми помогнеш да во кујна да измиеме садовите? She says, uh-uh. Аа. You know, so you with the body, they are physically in this world. Значи, физички со телото се тука, But with the mind, it's in a virtual world. An но со imaginary world. умот се во еден имагинационен, значи виртуелен свет. And this is a pandemic. This И is ова е навистина голема пандемија. Is that true? Вистина ли е? And then that creates a gap between parents and children. И тоа создава еден јас меѓу родителите и децата. You know, and this is a trauma, a social trauma. И ова е една социјална травма, значи може In да кажеме. reality, my friends, Albert Einstein said that I'm afraid when this human interaction will be bypassed by the technology, we will deal with a generation of idiots. Значи, еве што кажа Алберт Ајнштајн, се плашам од денот кога технологијата ќе ја надмене човечката интеракција, светот тогаш ќе има една генерација на идиоти. Yeah, it's terrible. I mean, I didn't write that. You can kill him. Значи, страшно е навистина ова, јас не сум го напишал, може да си имате работа со But he's Алберт dead Ајнштајн. already, so- Меѓутоа, он е веќе мртов, така да не можете да This го убиете. statement is 1945. 1945. 1945. Значи, околу 1945 година некаде е напишано овој. You know, so Ова изјава е дадена. he had the feature of this society in the present. Значи, едноставно, он уште тоа време имал еден поглед нанапред, какво ќе биде општеството. In reality, what is life? Што во реалноста е животот? You know, science says that it's 10% of what it happens. Значи, еве што вели науката. Мојот живот е 10% од она што се случува, And 90% the way that we react to а 10%. 90% од тоа како реагираме на тие случувања. So is that true? Yes or no? Дали е тоа вистина? You know, how many believe that stress kills? Do you believe that Колкумина stress- од нас веруваме дека стресот убива? Yeah, do you believe that stress Дали kills? верувате дека стресот убива? Yeah. How many are in agreement with stress? Колку се kills? служувате со ова? Okay, let me tell you something. Да ви кажам нешто. Stress does not kill anyone. Значи, стресот никого не убива. The way we react to stress kills. Туку не убива начинот како ние реагираме на стрес. Is that true?
Дали е тоа вистина? You know, you have stress beyond the window, you have stress there, you have stress here. Значи стресови насекаде. Stress is all over. You cannot run away from Значи не може да stress. избегате од стрес. The problem is how do we react? Меѓутоа проблемот е како ние реагираме на How do стресот. we relate to stress? Challenging Каков е situations. нашиот однос на некои ситуации кои што се Now, somebody will come to me, someone will come to me Еве некој кој ќе дојде кај and will мене say, leave you? и ќе ми рече Ливију, You are a stupid man. ти си глупав човек. I hate you. Те мразам. Now, how do I react to that? Е сега како реагирам јас на тоа? I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Ќе те убијам. That's one option, yeah? Тоа е една опција. You know, and then I assimilate stress, yes? И на тој начин нели асимилирам The стрес. scientists discovered that 5 minutes of anger, 5 minutes of anger, Значи научниците откриле дека 5 минути на гнев, на лутина, will shut down your immune system for 5 hours. значи го исклучува вашиот имун систем наредните 5 часа. That's why people that are getting easily angry, they get cancer. They get cancer. Значи затоа луѓето кои што многу лесно се лутат, многу лесно може да добијат и рак. So this is reality. You can read straight in. Значи ова е реалноста. На овој слайд се вели медиумите и виртуелниот свет имаат решавачко влијание врз оваа кауч генерација така наречена. This is his wife. This is his wife. The computer is his wife. Аха. Значи лаптопот е сопругата на овој господин. Now that's a sad situation. Ова е навистина тажна ситуација во You општеството. know, the wife has a TV in the kitchen. Значи жена му има телевизија во кујната, You know, the husband has a TV in the bedroom. а мажот во спалната. You know, she washes dishes and she watches novel. Жената мие садови и гледа турска серија. You know what is the novel? Што е новела, значи. She's looking for the guy that always brings flowers to her. Значи гледа некој таму господин како Oh, you don't love me. носи you know, цвеќиња на некоја You don't give me господја, money господица. enough and stuff. Не ми даваш And доволно she's washing пари. dishes. Yeah, I'm Cinderella. Look at that guy. You are not that one. She talks to the TV. Значи едноставно е занесено во телевизорот и зборува со глумците во In телевизорот. the bedroom, the guy is watching another TV. А незиниот маж во спалната гледа, He has a big couch, sits there, че има еден голем кауч, се and испружил he's watching the TV. и гледа телевизија. Oh, look at this is the woman that I dream of. This И- is, yeah, look at her. И гледа некоја жена на телевизорот и си вели е ова е таа за која што сонувам. So basically they are divorced in the same house. Значи на некој начин тие се како разведени, така Because функционираат. of that, because of this. Ток заради телевизорот. She's dreaming about the husband that never exists, and it's Значи just an imaginary. таа сонува за некој имагинарен маж кој што воопшто не ни постои, And he is dreaming of a woman that is mathematical perfection. а тој сонува за некоја жена која што има математички, значи перфектна е. And Во that's why сите. people don't fusion. Don't fusion. Then stay Значи together. затоа луѓето едноставно не се фузираат, значи не се So спојуваат. TV, it's a problem. It's a pandemic. This Значи is. телевизијата е вистинска пандемија, голем проблем. Yeah. Do you see? I watch TV, and the more you watch, the less you move. Yes. Значи колку повеќе гледаш телевизија, толку помалку се движиш. You know, in America, 40% of life is spent in a car. 40% од животот американците го поминуваат во автомобил, како што вели And слайдот. the time will come here too. И времето доаѓа и па и слично е When I кај went нас. to the doctor and I was 119 kilograms, 240 pounds, 119 Okay. kilograms. 119. 100, Okay, 109. 120. Окей. Значи кога одев на лекар, ви кажа вчера, нели, и бев 120 килограми. You know, the guy has looked to me, the doctor, and, Значи докторот ме погледна and he addressed me this question. и ми го постави следно прашање. What do you want to be? Што сакаш да бидеш? 24 hours dead or half an hour doing... Значи што подобро се вклопува во вашиот пренатрупан распоред, вели, да вежбате по пола час на ден или да бидете мртов 24 часа на ден. So I chose to change lifestyle, you know. И одлучив да го сменам својот животен стил. Yeah, no, if you move, you exist. You don't move, you don't exist. Bingo. Ако се That's- движите, постоите, а ако не се движите, во суштина не постоите. Is that true? Тоа е If тоа. I'm a couch potato, I sit on dead meat. Значи ако сум can you ask you something? Why do you call it couch potato?
That is the meaning. It's a specific couch. idiom for English people. The people that are not moving, they are sedentary from A to Z. If they would have a remote control to pull the fork and the knife from the kitchen, please come. Couch and potato. Why? Yeah. He eats a potato in the couch. Значи го прашав зошто така ги нарекуваат, значи кауч и патлиџан генерација во буквален превод кај нас, меѓутоа тој вели ете тоа е таков еден идиом, израз во Америка, значи луѓе кои што седат на кауч и јадат патлиџан, гледат телевизија. When we become potato Значи in кога the ќе couch, значи кога ќе станеме еден патлиџан кој што седи на каучот, се извинувам. okay, Компир, да. we don't have a form. We are just a potato. We don't have Значи a form. немаме форма, We туку don't have a brain. немаме и мозок. We just have a big belly. Значи само еден голем стомак And the hands are just seen, barely seen. и from the едва раците ни се гледаат, нели? So Што се basically good помал. for nothing. Значи едноставно сме добри за ништо. So you look at the cinema, 1929 in America. Овде гледаме слика на едно кино во Do you see 1929 people година. overweight? Дали гледате овде дебели луѓе? 1929. Why? No, they didn't have cars. Значи зошто не гледаме овде дебели луѓе? Затоа што немале автомобили тогаш. Оделе пешки до кино. Yeah, look at this transportation, 16 miles per hour, maximum speed. Значи максимална брзина 60 мили. Tell me, is 16. this, what country would this be? Која земја би било ова? Што ми? Romania? Дали ова Романија може? Serbia? You know, look at this type of food. You know, they have. Погледнете овој вид на храна сега овде The што guy гледам. didn't take shower for 3 days, but he was healthy, you know. Овој човек веројатно 3 дена не се туширал, That's the меѓутоа. wife, husband, the kids. The kids didn't have iPads and telephone and cell phones. Значи децата во тоа време немале iPhone-и, Samsung и така натаму, меѓутоа еве што Those правеле. days to let the children work, it was not a child abuse. Today's a child abuse. Значи во тоа време да го тераш детето да работи, тоа не е значи злоставување на дете, меѓутоа во денешно време тоа е Yeah, злоставување. today if you put your child to work, it's a child abuse. Wow, Да, it's да, crazy. денеска е баш така. Ако го тераш детето да работиш, како да го Yeah, злоставуваш? family was a family. You see, look at family is a family. Значи фамилијата е фамилија. The Тоа man е is така the било. center, wife there, and the kids. Nobody is overweight. Значи никој овде не гледаме дебел. They have spring package with 7 lines of cell phone and Facebook. Do you see that? What do you say? Yeah, Facebook. They don't have anything. Oh, I'm okay. just- Значи немаат ни Facebook, немаат ништо. You know, they don't have that. They are free. Слободни се од Grandmother тоа. will still work, you know, going in the orchard. Yes. Бабата или дедото што Деда, е? Дедото. Дедото го гледаме како работи во оштарникот. You know, so no stress, no depression. Нема никаков стрес, нема депресија. You know, they were going with a horse 16 miles per hour or 25 kilometers per hour. Значи 25 км на час со коњи се движат And they were in time always, и correct? секогаш стигаат на време. Now today we have BMW, we have Mercedes, or we have all wow. Денеска And we're late БМВ, all the time. Мерцедес и секогаш касниме. We're always late. What's going on with that? Што се случува со нас? You know, in 50, 60 years ago, Пред 50-60 in your години, villages you had these lights, what do you call this? Bench, in front of the house. значи во селата имаше пред куќата обично нели You клупи. know, people were coming from the field with their, tools. И луѓето се враќаат од нива They were со having time to нивниот talk to алат. the neighbors. Had time to talk to the и neighbors. имале време да седнат и да си поразговараат со своите комшии. By the way, there was a miracle going on 50, 60 years ago. Значи, патем да ви кажам дека пред 50-60 години се You случуваше know what чудо. What was the miracle? Што беше чудото? Што The мисли? mother-in-law will stay with the daughter-in-law in the same house. Значи, снаата и свекрвата живееле заедно во иста куќа. Is that a miracle? Зарем не е тоа чудо, а? They had 2 rooms, 3 rooms. That was home. This is house. 2-3 соби, тоа е домот. Тоа било така Today тогаш. you have to have 3 kilometers away from your mother-in-law, you know? А денеска, знаете, свекрвата треба на Fine. 3 километри оддалечено се една од By the друга. way, they were not ashamed to pray in the И public places. не им било срам да се молат во јавност. You know, this is in fact United States of America. Значи, ова се слики од Соединетите Американски држави. But things are changing. correct? Меѓутоа, нештата се And менуваат. the little one asked the Lord, God made me a TV. Овој малиот овде што гледаме на сликата се моли, Господе,
дај направи ми телевизор. Because the parents are not taking care of the children. Затоа што родителите не се грижат за своите деца. That's the sad reality. I was flying from Тоа е Buffalo. тажната реалност. I was flying from Buffalo to Atlanta. Значи, летав еднаш од Бафало кон Атланта. And here is an old, a lady 70 years of age. Значи, имаше една жена околу 70 години And she возраст. engages me. She has this all the cosmetics, doing this, that, looking in the mirror. all Значи, day long. се мачкаше со креми, се гледаше во огледалот постојано, I was reading my Bible. а јас си ја читав својата Библија She's looking, what do you read? и таа почнала да дзирка. Што читаш? The scripture. Библија. Biblia, the scripture. That's not the fashion anymore. А тоа воопшто не е модерно веќе. And it's a 70 years of age. А 70 години жената. She says, are you married? А She's she's asking me, are you married? Значи го прашува дали си женет? I said, yes, ma'am, I'm married. Да, оженет сум. For how many years? А колку години си во брак? 23, 24 years at that time. 23-24 години од прилика тоа време. And how many wives? А колку жени имаш? So what do you mean, how many wives? Што мислиш тоа со тоа колку жени? One wife. Една жена. 24 years with one wife? 24 години со една жена. Yes, ma'am. Oh, it's Да. not in fashion. It's not in fashion. И тоа не е модерно веќе. I had 5 and now I'm going for the 6th one. Јас имам 5, а сега сум на пат по шестиот. I need ventilation, give me the Ми беше потребна вентилација, значи воздух. right here. And she was doing this and that, and all of a sudden, she tells me, look, I have 3 kids. Аха. Значи почнала да му кажува дека има 3 деца, And says, 2 sons and a daughter. 2 сина и една керка. To the daughter, I gave $1.5 million. На керката и дала 1,5 милион долари. To the boys, I gave them the entire company, the corporation, the big money. А на синовите целата компанија, Guess what? големата пара. They don't want to take care of me. They send me И to the retirement. знаете ли што? Не сакаат да се грижат за мене, ме пратија во старички дом. I give them money, I give them everything. Им дадов и пари и се. I said, but did you give them love? А јас ја прашав, а дали им понуди, дали им даде љубов? Oh, I was busy doing business. I was working for their future. Бев зафатена со бизнис. Едноставно работев за нивната иднина. I said, ma'am, you are missing the entire point. Did you give them love? Господјо, вие сте го испуштиле она вистинското, дали сте им ја дале љубовта? That's the problem today. Тоа е денешниот проблем на денешното општество. We are racing against time. Значи се тркаме против времето There всушност. are moments when our children needs us, Значи има моменти кога сме им потребни нашите деца, and we don't have time for them. а немаме време за нив. There are times when we will need our children, and they will not have time for us. Значи ќе дојде време кога нам ќе ни бидат потребни. Значи тие ќе немаат време исто за нас. Life is 10% what it happens and 90% Значи животот е 10% она што се случува, а 90% од она како ние реагираме на случувањето. Do you remember the time you heard about Challenger? You heard about that big spatial Сте Challenger. слушнале значи за оној Space Shuttle или како беше It Challenger? shows, God created the world in 7 days, in 6 days, and the 7th rested, correct? Сте слушнале дека Господ го создаде светот за 6 дена и седмиот се одмори. And here is 7 atheists. 7 atheists. Atheists. Значи овде имаме сега 7 атеисти And they said, we are going in the universe in space to prove that there is no God. Значи, качени во овој Челенџер и велат, одиме во Вселената за да докажеме дека не That's постои why Господ. they named their spatial the word Challenger, the Challenger. Значи, затоа и го направиле, го насловиле овој Space Shuttle како Челенџер, значи предизвикувач. We are going out to meet God, and we prove to you that God will not come to our appointment. Значи, одиме кон Вселената за да докажеме дека едноставно Господ не постои, дека нема ни... They flew 1 minute and 13 seconds. Летот траеше 1 минута и 13 секунди. And as soon as they got out of atmosphere, И штом излегува од атмосферата, God came to their meeting, to the date, to Господ the appointment. им се јави, значи едноставно дојде да ги посети. Meeting with God. 7 секунди средба со Господа. And the spatial
exploded. и Space Shuttle експлодираше. We go to the universe to prove that there is no God. Значи како велеа, одиме во вселената за да докажеме дека не постои Господ. One scientist for every day of creation. Значи по еден од научниците за секој ден или на создавањето Господово. It was so sad, my friends. Навистина тажно. We are fighting against time. Значи се бориме против времето. You know, have you ever thought about why doesn't God die? Дали сте се запрашали некогаш зошто Господ не умира? Did you think about that? Дали сте размислувале на ова прашање некогаш? Because God is love. Затоа што Господ е љубов. I think that I have a wrong. Well, so what is very interesting, my friends, we all run against time. Она што е интересно е дека сите трчаме против времето на некој начин. Age, culture, intellectual level, financial condition, religion, gender, everybody is looking for happiness, correct? Значи буквално сите трчаат по среќата, нели? We all look for absolute happiness. Сите бараме апсолутна среќа. Is that true? Зарем So не why е тоа we don't have вистина? absolute happiness then? А зошто тогаш немаме апсолутна среќа? Why? Совршено. God wants to give us happiness. Господ сака да бидеме среќни. We want happiness. И ние сакаме. For somehow we don't meet. Меѓутоа некако не се служуваме. You know, there is a big, the guy that created PayPal, if you heard about him. Ако сте слушнале за господинот кој што го има создадено PayPal, Peter Thiel, and he says, Peter "Man, Thiel. I need to buy more time," because he was dying. He says, "I need to buy more time." значи човекот бил пред умирање и вели потребно ми е да купам повеќе време. You know what? He says, "I want to live forever." И вели сакам да живеам вечно. So he invested money like crazy in research, scientific Значи како research. будала инвестирал пари во научни истражувања And look what they discovered. и еве што откриле. New York Times, New York Times, Ray Carswell, and Technology Review. These are main, official statements from the media. At that значи time. официјални изјави од медиумите во тоа време. They discovered how, and this is have 2 Nobel Prizes winners, 14 PhDs, 2 MDs, and so on and so forth, Harvard transcripts, all these John Hopkins just discovered. What did he discover? Значи сите овие се познати научници со големи титули и еве што откриле. What New York Times says, the biggest change in our understanding in biology since the discovery of double helix. This is what they said. That's a comparison. Значи еве што велат, значи најголемата The biggest change change, in our најголемата промена во нашето, значи размислување, in biology since the discovery of double helix. разбирање на биологијата од откритието на what is double helix? Double helix. It was another discovery that we can do Добро. eventually. Двоен хеликс, некое друго. Дуплиланат на ДНК, добро? We have the means right now to live longer, enough to live forever. Значи имаме средства токму денес да живееме доволно долго, односно да живееме вечно. And the Technology Review says the implications are breathtaking, almost mystical. It's the implication takes your breath away. Импликациите едноставно ти го одземаат здивот. It's almost mystical. Значи едноставно ова е скоро мистично. So they discovered an opposite gene of DNA, the hidden gene of immortality gene hidden in our DNA. И еве што откриле, значи ген на вечност, на безсмртност. It's called во нашата ДНК. It is amazing. It's a gene that will once turn on will stop the process of aging. Значи тоа е ген кој што кога ќе успеете да го вклучите, едноставно ќе го запре старењето. It's called ARN instead of DNA. Значи место ДНК се вика ARN. You know, it's the reverse aging gene they call it. Значи така го нарекуваат ген на reverse, значи спротивен од Yeah, старење. so everybody thinks to live forever. Do you like to live forever? Дали сакате да живеете вечно? Сите сакаат. Sincerely, I mean, it doesn't matter who you are, how much money you have. Не е битно кој сте, дали колку пари имате, меѓутоа. We'll all like to live forever. Сите сакаме да живееме вечно, зарем That's не? our passion. Тоа е нашиот копнеж, But нашата we желба. have an enemy. Меѓутоа имаме непријател And that enemy
А тој непријател It's time. е времето. Is that true? Time. Зарем не е така? I remember Tancredo Neves in Brazil. Танкредо Невес од Бразил, председателот на Бразил. This guy says, if I get 500,000 votes, 500,000 votes, even God cannot stop me to become a president. Значи овој човек рекол ако добиам 500,000 гласови, дури милиони, дури Господ нема да ме спречи да станам председател. And guess what? He got the votes. И погодете што, ги добил овие гласови, But the second day he got to die of cancer. меѓутоа следниот ден умира од рак. So he got the votes, Значи ги добил гласовите, but time, но времето it's ending for him. завршува за него. Beatles, you heard about Beatles, yes? Сте John слушнале за Lennon. Битлсите и Џон Ленон? He came to America, big fun, the interviews there and stuff like that. Доаѓа во Америка, знаете, она популарност што е доживува American таму. magazine, and he says, Christianity was okay, И- Jesus was okay. Овие се познати негови изјави, значи христијанството The е во ред, disciples, the shepherd men were too simple people, you know. меѓутоа апостолите биле премногу едноставни луѓе. We Beatles will be much famous with much more reputation Значи than the ние disciples. Битлсите ќе станеме попопуларни од I believe самите that Христови Christianity will ученици. disappear somewhere in time. И верувам дека христијанството со текот на времето ќе исчезне. 1 week later, Но после една недела од оваа he was изјава, shot 6 times. Found значи he's убиен е dead. со 6 куршуми, пронеден мртов. So he lost the race with time. Значи едноставно ја изгуби битката со времето. Bon Scott, one of Bon Scott, the U2. AC/DC music Oh, guy, yeah. and he says he's singing a song. Don't stop me, I'm going down all the way down to hell. Don't stop me. Значи Бон Скот е пејачот на AC/DC групата, вели немој да ме запирате, да одам, I'm going down all the I'm way down, down. all the way down to hell. Аха, значи одам по патот кон пеколот. Don't stop me, he was telling God. Don't stop me because I want to Немој go да to ме hell. запираш, значи му вели на Господа, одам во пеколот. You know, he was found dead, and he vomited and he choked on his own vomit. You know, he was vomiting because he was drinking alcohol. Значи се опијанил, повратил и од самата поврќаница буквално So се God задуши. says, okay, if you want to go to hell, Господ that's fine. рекол, I ако understand. сакаш толку многу во пеколот, You know, so we go to Marilyn Monroe. You heard about that. сте beautiful слушнале за actress. Мерли Монро? You know, she met with one of the greatest preachers of the Billy Graham. Значи таа се сретнала на времето со еден од поголемите For some reason, Billy Graham проповедници said, Били Греем. I would like to visit these actress to say something about Од Jesus. некоја причина Били Греем едноставно посака да се сретне со неа, да и And посведочи. she's listening to the guy. И таа го слуша You know what, Billy Graham, I really appreciate your presence. I don't need your Jesus. и вели во ред, добро што дојде, меѓутоа јас мене ми е потребен твојот I Исус. don't need your Jesus. Не ми е потребен твојот Исус. Yeah, later on, 1 week after, she was found dead in her apartment. После една недела во својот апартман ќе ја најдат We мртва. fight against time. Значи се бориме против времето. In Brazil, Били Греем е еден од најпознатите проповедници американски. oh yeah. I'm sorry, I didn't give that detail. okay. Very good. Yeah, he's one of the greatest mind. He was because he passed away. Да, Somewhere беше. in Brazil, here is a seven young people, a group of Значи некаде во Бразил, група на 7 млади луѓе They drink some alcohol, slivovica, vodka, whatever. си пијучкаат шливовица и водка. You know, so one of the mothers Значи една од мајките на овие talks to the daughter. Please, daughter, don't go. Take God with you. Don't go so drunk with the car, because you may die. Значи вели на својата керка немој да одиш со автомобилот овака напиена затоа што можеш да загинеш. And the girl says, Mom, we are already full in the car. If God wants to drive with us in the trunk, he is welcome. Значи керката вели ние веќе мислам колата ни е полна, ако Господ сака со нас, позади во гепек има место и за So него. they left. И заминале. Later on, down the road, they hit a tree and everybody died. Подоцна, значи подолу тамо некаде на патот, удараат во дрво и сите на The место police мртви. comes there. Доаѓа полицијата. Everything is flesh and iron of the Значи car. целата сцена е едноставно метал од колата и расфрлани They тела take на секаде. pictures, Сликаат and the полицајците. police guy comes in the back of the car. Значи еден од полицајците доаѓа позади на задниот дел Pushes кај the button. гепекот од колата,
Го отвара гепекот, The trunk opens. се отвара. The trunk was not touched. Значи гепекот едноставно не бил допрен. And guess what? He investigates the bags, and there is a dozen of eggs, untouched. И нели таму биле багажот бил на луѓето, го истражуваат багажот и во една од торбите наоѓаат цела табла со јајца недопрени, значи. How do you explain that? 6, 7 young people dead, mixed with iron, and a dozen of eggs kept. Како може да го објасните ова? Значи луѓето се партал направени, а јајцата стојат негибнати. Do you remember what she said? Only if God travels in the trunk, because here we don't have time. А се сеќавате ли што кажа девојката претходно? Значи ако сака Господ да биде со нас, позади во гепек има место. I will go in the trunk. А Господ како да вели, еве мене во гепекот. We fight against time. Се бориме значи против времето. The време is our greatest enemy. Значи времето е нашиот најголем противник. This is the guy that was in the 81st floor of the World Trade Center when the plane crashed. Значи овој човек 81 floor. He was working at the 81 floor. 81. You know, okay. Level. Значи овој човек се наоѓал работел на 91-виот спрат на една од кулите близначки, When the airplane hit the tower, значи кога авионот удира во една од кулите, he left his office, ја напуштил својата канцеларија, used the stairs, значи одел по скали надолу, and he was running and running down. трчал по скали. Almost every floor, he saw people sitting down beside the elevator like this, you know. Значи скоро на секој значи спрат гледал како луѓето Elevator to the lift, yeah. стојат до лифтот. Waiting that the lift would function. Чекаат значи да профункционира лифтот, да се It симне. took him 5 minutes and 13 seconds to get out of the building far enough Значи before the collapse. 5 минути и 13 секунди му требало за да ја напушти зградата и да As се soon as спаси. he went far enough from that, Значи штом се нашол доволно далеку од зградата, my friends, the building collapsed. значи колабира едноставно зградата. The power of that explosion put him on his knees like this. Значи силата на оваа експлозија, едноставно на рушењето на зградата, го бутка на колена. He never made a prayer in his life. Никогаш во животот не се помолил овој човек. And the wind pushed him on his knees. А значи таа експлозија го бутка на колена. He saw that building doesn't exist anymore. Значи едноставно се свртел и видел дека зградата веќе ја нема. He opened his eyes. Ги отворил очите. And as he was on his knees, forced by the situation, Значи додека бил на своите колена, принуден да биде на своите he колена. says, God, Господе, рекол, thank you ти благодарам for giving me this time. што ми го даде ова време. Now, if you would have 5 minutes and 13 seconds, what do you do with them? Кога вие би имале 5 минути и 13 секунди, што би направиле If со you тоа know време? that you have to leave 5 minutes and 13 seconds, what do you do with that? Кога би ви останало од животот ете толку време, што би направиле со тоа време? You see, my friends, people are waiting for elevator. Значи, гледате, луѓето чекаат на лифтот. All those 3,000 people had plenty time to save their lives. Сите тие 3000 луѓе имале доста време за да се спасат. But they were sitting down expecting the elevator. Меѓутоа чекале и го чекале лифтот, значи да се That's појави. the couch potato generation. Е, тоа е таа кауч генерација. Don't wait for an elevator. Немојте да го чекате лифтот. God gave you brain, Господ ви дал мозок, 2 hands, 2 раце, 2 legs, 2 нозе and 2 eyes. и 2 очи. Take your chance Значи, искористете ја својата шанса, because you have just one. затоа што имате само една. Unfortunately, За жал, last year in December 12, значи минатата година на 12 декември, my father lost the battle with time. значи мојот татко го изгуби, значи ја изгуби борбата со времето. And I was in Florida in United States. Тоа време бев во Флорида, во Америка. My mom called me, Ми се јави мајка ми. "If you come home, your dad is dying." Ливио, дојди дома, твојот татко умира. It was Friday night, Значи тоа беше петок навечер. and immediately I got in the computer writing him a letter. Значи веднаш седнав на компјутерот да му напишам I love писмо. my father.
Го сакав He својот was татко. drinking heavily, Беше smoking, тежок алкохоличар, пушач, eating a lot of fats, значи јадеше многу мрсно, and his health was really in a bad shape. значи навистина неговото здравје беше катастрофа. And I wrote in that letter the most beautiful words I ever could imagine. Во тоа писмо се трудев да им ги напишам најубавите зборови што I можеа да ми sent that дојдат. email to a friend of mine exactly in the city where the hospital was. Значи овој имејл му го пратив на еден мој пријател токму во истиот град каде што беше болницата каде што And татко I hoped, I ended the letter like this. God be with you, fighter. You know, Еве како го завршил, значи писмото, Господ нека биде со тебе, јуначе, да. you know, I will come and see you soon. Stay alive. Ќе дојдам и ќе те видам наскоро, биди жив, остани жив. The time was against him. Меѓутоа времето беше против него. While he was in the hospital, Додека беше во болницата, he realized that he lost fight with time. значи едноставно сватил дека го изгубил. Ја изгубил таа трка со A lot of времето. students were there, young ladies and young men working as a students for medical. Значи многу студенти од медицински биле таму собрани во To all he was telling them, don't be silly like me. I made a mockery out of my life. Don't destroy your health. на сите нив тој, значи неговиот татко им кажувал немојте да си го пропастите својот живот како што јас You know, направив he was со telling мојот. everybody how miserable he lived in life. Им кажувал на сите како мизерно го живеел својот живот. And it is very sad. И навистина е тажно. It was Friday evening in Florida. Петок навечер во Флорида And I беше. wrote the most beautiful words to my father. Му ги напишав најубавите зборови. And it was 6 o'clock in the morning, Saturday morning in Romania. Беше 6 часот во сабота наутро во Романија. He passed away exactly the time when I was writing the letter. Almost in that time. Значи скоро во исто време додека сум му го пишувал писмото тој починал. He never get a chance to read the letter. Никогаш, значи немаше шанса, прилика да го прочита писмото. It's very hurting Навистина боли, because when you lose fight with time, затоа што кога ќе изгубите борбата со времето, that's an irrecoverable situation. тоа е едноставно ситуација која што не можете да ја поправите. If you have some people that you love Ако имате луѓе некои кои што го сакате and you want to say good things or beautiful words, say them now. и сакате да им кажете некој убав збор, кажете им го сега, We are веднаш, fighting time затоа што се бориме против времето. and we will always lose time. Against time. И секогаш ќе изгубиме таа битка со времето. I went to the funeral of my father Значи отидов на погреб на мојот татко. and I wished to say those words to my father post-mortem. He was Значи in the едноставно ми се пројави желба да му ги кажам тие истите зборови, ете, откако е веќе мртов. When we lose people that we love, Кога ќе ги изгубиме луѓето што ги сакаме. carrot juice doesn't help us. Carrot juice or salads doesn't Значи help us. сок од моркови не ни помага Is that тогаш. true? Зарем не We е talk така? about health. We talk about Нели health. зборуваме за здравје? But there is a different dimension than simply foods. Да, There is more dimension in health than the simple food. значи постојат повеќе димензии во здравјето, кога зборуваме за здравјето, It's an освен emotional храната. health and a soul health. Значи емоционално здравје или здравје на душата. And I conclude with one question. Why doesn't God die? Ќе го заклучиме ова предавање со прашањето зошто Бог не може да умре? Because God is love. Затоа што Бог е љубов. If you want to be eternal, Ако сакате да бидете вечни, if you don't want to die, ако не сакате да if умрете, you want to live forever, ако сакате да живеете you вечно, must be love. морате да бидете љубов. I must be love. Јас морам да бидам We љубов. must be love. Сите ние мораме да бидеме љубов. Love will never perish. Љубовта никогаш нема да загине, да исчезне. That's 1 Corinthians chapter 13, yes? 1 Коринјаните 13 глава, да. If you replace the word love in that chapter, Ако во таа глава, 1 Коринјаните 13 глава, and you го replace the замените word God, зборот љубов со Бог, you will come to this conclusion. тогаш ќе дојдете до овој заклучок. God will never perish. Бог никогаш нема да исчезне. Why? Зошто? Because God is. Затоа што Господ е љубов. If you put your name there Ако место љубовта го ставите своето име and your name is love, и вашето име е љубов,
you will never die. И вие никогаш нема да исчезнете. That's my prayer for tonight. Никогаш нема да умрете. Тоа е мојата молитва вечерва за сите вас. With your permission, I would appeal to your hearts. Со една ваша, значи со дозвола ваша, ќе сакам да ви упатам еден If you will grant me a chance to say a few words to God, ако ми дозволите да му кажам некој збора на Господа. if you feel comfortable, I would like to pray to the Lord. Just to say a few Ако words. сакате, едноставно ете да се помолиме, да му кажеме некој збора на Господ. Yeah, we can bow our heads, whatever. Можеме да ги наведнеме своите глави или како сакате. But I would like to thank Him for in your behalf and in my Значи behalf во ваше име и мое име сакам да му заблагодарам that на we're Господ. still alive. Затоа што сме се уште живи. We didn't lose fight with time Се yet. уште не сме го изгубиле време, борбата со времето. Please, I appeal to your heart. Yeah, whatever. Може да станете и да ги наведете главите. Heavenly Father, Господе небесен, in the name of Jesus, во име Христово, we thank you for the gift of life. ти благодариме за дарот на животот. We're miserable people, Мизерни сме, sinners that put on the cross thy Son. грешници што го убивме твојот син на крстот. Forgive us. Прости ни. We thank you Ти благодариме that you are love. што си љубов. Teach us to be like you Научи не да бидеме како тебе and help us to love each other и помогни ни да се сакаме меѓусебно and to respect each other и да се респектираме in a world that surely slowly dies. во светот кој што сигурно и споро умира. We miss you, Heavenly Father, Ни недостигаш, Господе небесен, and we love you. и те сакаме. Amen. Амин.